Значи во денешната беседа Божикна ќе говориме за втората виолина во Божикниот расказ или расказот за доаѓањето на Христос. Кога го прашале Леонард Бернштайн, така познат е, но по името звучи како некој германски еврин, не знам, може би не е, но бил диригент на Њујоршката филхармонија. И го прашале кој инструмент најтешко се наоѓа, тоест кој во филхармонијата, која улога така најтешко се наоѓа, тој рекол без двоумење втора виолина. И објаснил зашто лесно е да се најде прва виолина која со ентузијазам ќе исвири својот дел, но тешко е да се најде втора виолина која со истиот ентузијазам ќе го исвири она што треба да го свири. А без втора виолина нема хармонија во изведбата. Навистина, секој сака да е прва виолина, зашто не е толку привлечно да си втора виолина. Во расказот за Христос има една втора виолина која прекрасно си го одигрува својот дел во историјата на Христовото раѓање. Има повеќе први виолини, не знам, не може, предпоставам, во оркестар да има, но во расказот има, например, Марија е во преден план. За Христос не збориме, тој ги, така да кажеме, диригира работите како суверениот Бог. Но Марија е истакната, таа е во преден план, во Евангелието според Лука голем дел се посветува на неа. И се говори многу, кога се раскажуваат тие Божикни раскази, кога се говори околу Божик, многу се спомнува, имаме насекаде околу нас на иконите, во некои цркви, во книгите кои ги прават за деца, Марија со Исус, меѓутоа има една лично, многу се збори за мудреците, овчарите, многу проповеди околу нас, слушаме по тој повод, меѓутоа има една личност која некако е во периферијата, а тоа е Јосиф, предпоставуваме. Јосиф кој, меѓу другото, има многу голема улога. И не знам поради каква причина е занемарен. И би сакал да збориме за него денеска, да видиме што можеме да научиме од неговиот пример. И како почнува расказот за Христовото раѓање според кај ова бе за командање? Добро. Секој недела истата работа. Како почнува според Матеј расказот за Христовото раѓање. И вели вака стана Христовото раѓање. По свршувачката на мајка му Марија за Јосиф, уште пред да заживеат во заедница. Две работи ни кажува. Матеј ни пишува околу настаните. Прво дека тие се свршени, но уште не живеат заедно Јосиф и Марија пред да се случат некои работи. За да разбереме појасно за што станува збор, добро е да ја видиме пак таа историска сцена, во какви животни ситуации, околности се случуваат овие настани. Во тоа време обично девојчињата се мажеле на 13 години. Тоа била возраста за едно девојче да стане сопруга. Момчињата биле малку по возраст, некаде околу 16-17 години. Така тоа е возраста на Марија и на Јосиф. Двајцата се од едно така некако зафрлено галилејско село, Назарет. Марија е девојче, Јосиф е столар во тоа село, во Назарет. Свадбите или така бракот започнувал во две фази. Првата фаза бил договор за брак или кедушим се вика, кедушим тој процес. Родителите на младите, на младоженецот и невестата го договарале бракот честопати без никакво учество од страна на младите.
родителите на младоженецот и невестата го договарале свршувачката кидушим е таа свршувачка, и од тој момент кога тие ќе се договорат дека нивните деца ќе станат маж и жена, почнува бракот. Со свршувачката, всушност со објавување на таа свршувачка, тие веќе официјално се маж и жена. Меѓутоа не живеат заедно. Има еден друг процес, кој продолжува и завршува со хупа или, на нашки кажано, современо, свадба. И тој процес можел да трае долго време. При договорањето на свршувачката или на бракот се определувало и цена која родителите на младоженецот или младоженецот, ако нема родители, ја плакале на таткото на невестата како мирас или мохар се викало тоа на еврејски. И таа сума која добивал таткото на невестата обично служела како една гаранција, ако во тој период на свршувачка или на кидушим реши, и обично го правиле младоженците да ја напушти сопругата, да се раздели од неа, тоа било гаранција за издршка на невестата, или ако после бракот се случи тоа, мажот е напушти жена, зашто во тоа време само мажите ги напуштиле жените, жената не можела да го напушти мажот. И тој период траел и до 10 месеци, па и една година, период на свршувачка или кидушим, до хупата, и обично тоа бил период на проверка, да се види дали невестата или сопругата е верна, тоест дали не носи друго бебе. Така да минимум 9 месеци траел тој период. И во тој период немали интимни врски, младоженецот и невестата, и може би се гледале, но многу слаби така социјални врски. Така да, тој период кога се случуваат овие настани, тие се свршени, не знаеме колку време веќе биле свршени, но се уште не се случила свадбата, се уште не заживеале заедно. И во тој период се разбира дека Марија е тешка од Светиот Дух, тоа се трудна. Во тој период на проверка на верност или честноста на сопругата. Таа носи дете кој не е од Јосиф. Тоа е проблемот. Сега овдека не навлегува во детали Матеј, но Лука објаснува што се случило во меѓувреме. Се јавува ангел и вели на Марија, не плаши се, зашто се нашла милост пред Бог, и ете ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син и ќе го наречеш со името Исус. Тоа го пишува Лука во 1 глава 30 стих. Марија е изненадена, зачудена, зашто таа е девица. Или јас, како ќе биде тоа кога јас не знам за маж, како јас ќе зачнам во утробата и ќе родам син. И на тоа ангелот одговора, вели, Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи. Ете и Елисавета, и се додава, зашто Марија е зачудена, нели како тоа сега Светиот Дух ќе ме осени и јас ќе зачнам и ќе родам, нели, дете кој е Божиот син, и додава сега како една гаранција, ангелот вели, Елисавета, твојата роднина, за која била дека е неродка, и таа зачна син во староста своја. Нејзи е веќе 6 месец, зашто кај Бога ниеден збор не останува невозможен. И кога ќе заврши ангелот, Марија одговора, еве слугинката моја, нека биде според зборовите твои. И веднаш продолжува Лука да објаснува, веднаш оди во Јудеја, од Галилеја, од Назарет се симнува во Јудеја, во таму некој ридести делови, вика Лука, каде што живее незината братучетка, не знам каква роднина е Елисавета, која е во 6-тиот месец на бременост. И ја знаете, нели, он што читале тој расказ, кога Елисавета ќе ја види Марија, каже, еве, заиграва у мене во моето утроба, таа е бремена со Јован Крстител, и така натаму. И пишува Лука дека 3 месеци остана таму со Елисавета, што значи дека останала до кога?
6-тиот месец и уште 3 месеци останува до раѓањето на Јован Крстител. Може би таа помагала таму, околу тоа раѓање. И откако поминале 3 месеци, таа се враќа повторно во Галилеја, во Назарет, и тука сега во тој момент. Поминале тие 3 месеци. И Јосиф разбира дека таа е трудна. Тој ништо не знае за случувањата во меѓувреме. Тој не знае за Елисавета, може би чул нешто. Веројатно, сигурно Марија му рекла, ама јас сум трудна, ама трудна сум од Светиот Дух. Сега, кој маж би поверувал во тоа? Ја нема 3 месеци. Они се свршени, немаат односи. Имаат некакви средби, веројатно кратки. И сега 3 месеци ја нема, отишла некаде во Јудеја кај некоја роднина и се враќа трудна. Можеме да претпоставиме какви мисли имало во главата на Јосиф. Непријатна ситуација. Пред каков избор е исправен Јосиф во моментот? Правдата е на негова страна. Законот, Мојсеевиот закон, законот според кој живеат евреите во тоа време и Јосиф, јасно укажуваат, тој може со целото право да ја суди и да ја осуди на смрт. Тоа го пропишува Мојсеевиот закон, зашто носи дете кој не е негово. Другата можност која има по благата, исто така да суди и да го изложи целото семејство, целата фамилија на Марија и самата Марија на јавен срам. И да си го бара мохарот, тоест миразот назад, да му биде вратен и плюс обештетување. Но во никој случај, според таа култура во тоа време, која не само еврејска, туку е и римска и еленистичка, не може да продолжи тој период на веридба до бракот. Културата не дозволува маж да земе жена која носи дете кој не е негово. Тоа е правилото во тоа време, тоа е законот, тоа е културата. Тоа се можностите кои ги има пред себе Јосиф. Тој човек на законот и треба да го исполнува законот. И што прави? Што решава Јосиф? Бидејќи беше праведен човек, и кога вели Библијата праведен, се мисли пред Бог праведен, посветен на Бог човекот. Бидејќи беше праведен, реши да не ја посрами, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја напушти. Знаете што значи тоа? Вината да ја префрли на себе. Тоест да исчезне, во тишина да се средат работите и сите луѓе да кажат кај е сега Јосиф, ја напушти. Во време на свршувачка го снема. Не си го исполни зборот. Знаете ли како постапи Јосиф? По милост. По милост. Не сакаше да ја посрани. Иако ги имаше, правдата беше негова страна. Тој човек на законот можеше да се повика на законот. Но тој не действуваше според законот, туку действуваше по милост. Зашто не сакаше да ја посрами. Не сакаше срам да фрли на неа. И намисли тајно, во тишина, сето тоа да се среди. Без да се крева многу галама. Познато ви е тоа? Јосиф, во таа постапка и во многу други нешто што ќе ги видиме понатаму, е еден првичен образ на оној за кој ќе треба да се грижи како татко. Оној кој дојде не праведно да суди според правдата, туку да покаже милост. Зашто оној кој се роди од Марија, Синот Божи, Емануел, Бог со нас, или Исус, Бог спасува, Јахве спасува, дојде да го спаси светот
od гревот, od казната за гревот. Да не му се суди праведно, туку правдата да ја земе на себе, тој да пострада за гревот на виновните, на грешните, да ги оправда така и да им даде спасение, вечен живот. Јосиф постапи на истиот начин. Постапи онака како што ќе постапи и синот за кој што тој ќе се грижи. Еден убав пример за милост. Милост која ја омекнува праведноста. Иако човек на законот постапуваше милостиво, ние сме луѓе на, како христијани, на благодатта. Кога сме во ситуација, кога правдата е на наша страна. Како постапуваме? Според правда или според милост? Јосиф е човек на милоста. И понатаму, бидејќи беше праведен, бидејќи така реши да постапи, бидејќи е послушен на Бог, неговата праведност, знаете ли, Бог направи нешто за него. Но штом помисли така, Бог испрати ангел. Му се јави на сон и му рече: Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја земеш Марија својата жена, зашто зачнатото во неа од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој од неговите гревови. Знаете ли што му кажа ангелот или Бог преку ангелот на Јосиф? Јосифе, знаеш што? Јас те избрав ти да бидеш татко на оној што ќе го спаси светот од гревот. Ја видов твојата послушност, твојата верност, твојата праведност и те поставам да бидеш оној кој ќе се грижи за Исус. Сите ние што сме овдека, сите ние сме во семејства кои не сме ги избрале. Никој од нас не е избрал во која фамилија ќе се роди. Не ли? Знаете кој е избрал? Бог е избрал да бидеме во таа фамилија во која сме се родиле. Има еден кој избра да се роди во некоја фамилија. Исус избра таму да се роди во таа фамилија. Таму. Во фамилијата на Марија и на Јосиф. Столарот, тинејџерот столар од Назарет. Интересна работа. Таму реши да се роди, во таа фамилија. Од сите фамилии кои беа во тоа време, во Јудеја, во Галилеја и така натаму. Знаете, ако можевме да избереме ние во која фамилија да се родиме, би избрали ли фамилијата во која сме родени? Ако би можеле да избереме во каква фамилија би избрали да се родиме? Исус можеше да се роди во фамилијата на Никодим или некој друг член на Синедрионот. Па дури и во фамилијата на Ирод, велики. Уште кога ќе се родеше, ќе му ги купеа најскапите, најубавите кебенца и играчки. Не знам што имало во тоа време. Ако имало таблети, iPhone ќе му купеле најнов модел. Да. Или пак да биде воспитуван во аристократска фамилија. Исус реши да се роди и да биде воспитуван од тој човек, од столар, сиромашен столар. Зошто го избра столарот, а не избра богата фамилија? Знаете зошто? Зашто тој столар беше праведен столар. И неговата праведност се гледа во сите тие негови постапки. Минатиот пат говоревме за односот татко-син во древноста. Тој однос што Христос го користи за да обясни својата врска со Небесниот Отец, како Божен Син Божи и Небесен Татко. И сега, кога говориме за таа врска, секако има многу мистерии. Мистерија е
воплотувањето на Синот Божи, тоа земање на човечко тело, но она што е како теологија дефинирано е дека Синот Божи, кога зеде човечко тело, кога стана човек, тој зеде се од човекот на себе. Во се стана човек. Сите нешто од човечката личност ги зеде. Вклучително и ограничениот човечки ум. Низ векови со векови црквата спорела што Христос, тоа што Синот Божи со воплотувањето зеде на себе, и еден од елементите на човечката личност кој бил многу спорен и на кој се дискутирало многу е човечкиот ум. Мнозина негирале дека Синот Божи кога се воплотувал зел човечки ум. Зошто? Зашто тој е ограничен и е поразен од гревот. И цело време ќе го наведува Христос кон грев. На вториот Вселенски собир, каде што се разгледува ереса на Аполинари, еден пресвитер од Антиохиската црква, кој тврди дека ако зел Христос човечка, рационална душа или човечки ум на себе, тоа во секој случај тој ум е некако како во кома, несвесен. Тоа е најдобриот случај. Се дефинира дека Христос зеде целосен, полн човечки ум, ограничен во сета ограниченост каква што е човечкиот ум, зашто ако Христос, Синот Божи, не го земеше човечкиот ум, тој ќе останеше неискупен, неспасен гревот. Така, Христос со воплотувањето зеде се човечко. Сета човечка ограниченост, вклучително и ум. Знаете што значи тоа дека од бебе тој ги поминуваше сите фази кои што ги поминува секој друг човек. Тоа значи дека тој ум човечки кој го зеде Христос учеше. Од раѓање понатаму. Човечкиот ум на Христос, за разлика од божествениот ум на Синот Божи, е ограничен. И тој не даунлодираше, како ние што знаеме се од клауда, и да се полни. Не. Сите ограничености, сите специфики ги имаше на човечката природа. Христовата човечка природа и секоја друга човечка природа. Христос реши да се воплоти во таа фамилија, каде што во човечката природа, целосната човечка природа, ќе расте. И неговиот човечки ум ќе се надградува, ќе се учи, ќе се развива. Јосиф, како секој друг татко во тоа време, се грижал, зашто во тоа време на таткото била одговорноста да го воспитува синот. Го земал со себе, секој ден го носел во столарската работилница и го учел на занает. Тоа е големата енигма. Селското момче од Назарет го учи Бог како да прави маси и столови. Го седнувал во скутот секој вечер и го учил на законот. Збориме за човечкиот ум на детето Христос. Може ли да има поголема привилегија од тоа да се грижиш за Спасителот на светот? Ни изглед тие многу неверојатни работи, зашто во нашите глави, кога говориме за Син Божи, никако не можеме да се вратиме, да се сведеме на едно селско дете кој расте во селото Назарет. А тоа е фактот за човечката природа на Христос. Расте во едно семејство и учи во тоа семејство како што секое дете учело. Јас не верувам дека во човечката природа Христос знаел да прави веднаш маси и столови. Да не збориме за божествената природа и божествениот ум. Јосиф има таа одговорност и избра там, во таа фамилија, да биде. Кај Јосиф, да учи од Јосиф. На законот, на псалмите, на работата. Зошто избрал таа фамилија? Зошто е праведен. Смислам, ако избереше да се роди во царскиот дворец, може порано, ќе завршеше на крстот. Зашто, знаете, Ирод Велики сите своји деца си ги убил. Да. Тоа е фамилијата. Смислам, ако денес требаше да се воплоти Исус, дали би избрал мојата фамилија? Фамилијата на некој од нас.
Josif не е мала работа во тој расказ. Човек праведен кој покажа уште на почетокот праведност. И Бог не го заборави тоа. Бог не ги заборава своите. Оние кои се посветени на Него. Тој работи во нивниот живот. Ги благословува. Сега, Јосиф требаше да си ја плати цената за таа негова посветеност и праведност. За тоа што прифати со вера оно што Бог му го даде да го прави. Кога Христос почнува да служи јавно, гледаме дека постоела таа стигма, тој срам над фамилијата на Јосиф и Марија. Тоест, тој е нарекуван дете на блудство. Луѓето што живееле околу нив не верувале на непорочното зачнување на Марија. Јосиф живеел со тоа и останал верен и покрај сето тоа во Божите ветувања, дека тоа дете е спасителот на светот. И дека неговата мисија е, неговата служба е да извршува на таков начин Божјата волја. Да, добар пример, многу добар пример за родител. И продолжува и вметнува овдека едно пророштво Матеј за читателите, но јас верувам дека и во главата на Јосиф татнало тоа пророштво. Тој бил праведен човек, го познавал Словото. Кога ангелот му вели, ке се роди спасителот на светот, ке му го дадеш името Исус. И веднаш не упатува Матеј кон пророштво од Стариот Завет. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господ преку пророкот кој вели: и ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Многу познато пророштво од Исаја од Стариот Завет. Јосиф и Марија се млада таза селска двојка. И кога кажува ангелот, вие сте исполнување на тоа сведоштво. Не знам што било во нивните глави. Од кај сега баш нас не избра. Јас да бидам девицата која ќе зачне, а Јосиф да биде оној кој што ќе се грижи за Месијата, за Спасителот. Знаете ли колку е веројатно, сега тука малку ќе отидеме во пророштвата за Христос, за да пак како една апологетика за вистинитоста на Библијата. Во Стариот Завет има повеќе од 300 пророштва за Исус Христос, кои сите се исполнуваат во Новиот Завет за него. Повеќе од 300. Има една книга, Науката говори, во него авторот илустративно покажува колкува е веројатноста случајно, ако не е тоа Божја промисла, случајно да се исполнат само 8 од пророштвата. И сега тој говори за Тексас, сега вас Тексас не ви е толку познат и мене, јас направи споредба. Значи, Тексас е колку Југославија, бивша Југославија, тие 6 републики, плюс Романија, Грција, Албанија и Бугарија. Е толку е територијата на Тексас. И вели вака авторот. Да, монети. Земете монети, а веројатноста математички е 1 на 17, т.е. 1 плюс 17 нули, не знам каков број. 1 спрема 1 со 17 нули. Тоа значи, знаете колку пари, монети. Целата таа територија на бивша Југославија плюс Романија, Грција, Албанија и кој реков таму, да ја наполниме и тоа во 2 метри длабочина, толку се монети, да ги нафрлиме на територијата сите монети, тоа што ќе се направи пласт од 2 метри. И потоа вели, одбележете една од тие монети, случајно фрлете ја, најдете човек, врзете му ги очите, нека шета по целата таа територија, во момент нека реши една да извади по случајен избор. И да биде точно таа маркираната монета. Толку е, веројатно се само 8
да се исполнат. А во случајот пак имаме една фамилија која што избра. Колко е веројатност во целата човечка историја? Баш таа фамилија да биде избрана. Наистина многу чудни работи се тоа, но знаете, Бог работи на чуден начин. Кога некој ќе се довери на Бог, во послушност, Бог прави чудни работи. И нема почудна работа, и нема поголем дар, голем дар овдека Бог им даде на Марија и на Јосиф, голема привилегија, но нема поголем дар од тоа човек да биде спасен од Бог, да стане Божјо дете, како што Синот Божи стана дете на Марија и Јосиф, така ги нарекува Словото родителите, таткото и мајката, така ги нарекува Словото, со тие зборови. Марија и Јосиф, таткото и мајката на Исус. Потоа кога Исус ќе оди во храмот, ќе пишува и неговите татко и мајка, родители, го најдоа после 3 дена. Како што Исус стана дете на човечки родители, во него ние да станеме деца на небесниот татко. И нема поголем дар од тоа. Токму за тоа дојде Христос, тој да стане син човечки за ние да бидеме Божите деца, со верата во него. Чудни работи се тоа, неверојатни за разбирање, како што сигурно и Марија и Јосиф не можеле тоа да го сватат. Деца на Бог, преку верата во Христос. И продолжува и завршува со тоа, и јас треба порано да завршам. Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше заповедал ангелот Господов и ја зеде за своја жена. Веднаш пишува, се разбуди и веднаш отиде кај Марија. Не знаеме дали дошло времето за свадбата, за хупа, како што они викат. Тој ја зеде кај себе. Зеде да ја чува. Таа го носи Синот Божи во себе. Си ја зеде да ја заштити со неја. Не се доближи додека таа не роди својот син и го нарече Исус Јешуах, што значи Јахве е спасител. Немаше одлагање. Јас би очекувал да почне да размислува на тие зборови, па да даде малку време, чекај сега. Може би уште да потрае тој период на верите, па да видиме што ќе се случи. Па нека се роди на крајот тоа дете, да го видиме какво ќе е. Па може и некаква ДНК проверка да направиме, да видиме дали навистина има некаква божествен ген. Не, веднаш тоа го направи. Тоа е послушност. Вистинска послушност. Му кажа Бог и тој веднаш отиде. Без да се двоуми. Без да одложува. Знаете ли колку пати ние покажуваме послушност, но она наречена одложена послушност. Знам треба нешто да правам, ама сегаш има причини зашто понатаму да го направиме. Знаеме која е Божјата волја, ама ќе одложиме. Сега не е време. Нели? Ке дојде по доброто време. Ке пораснат децата. Ке се вработат, па треба да завршат децата. Па треба да се вработат децата. Па треба јас уште некои работи да довршам. И така постојано одложуваме. Одложена послушност. А одложената послушност не е послушност. Не е. Послушност е кога знаеме нешто, дека Бог го сака и го правиме. Како што овдека Јосиф направи, постапи. Исус избра да биде во фамилија на човек кој беше послушен на Бог. И не само послушен, милостив. Како што самиот Син Божи беше послушен на Отецот. Која беше најголемата желба на Синот Божи на земјата? Да извршува волјата на Отецот. И ние тука гледаме еден човек кој има желба да извршува волјата на Отецот. Христос растеше покрај такви луѓе, покрај послушни луѓе. Тој избра да биде меѓу такви луѓе.
Многу прашање може да си поставиме, многу прашање има околу кој можеме да размислуваме, имајќи го во предвид Јосиф и Божикниот расказ. Оние што имат фамилии, оние што се одговорни за фамилии, какви фамилии градат? Што е важното во нивните фамилии? Материјалните работи или послушноста? Јосиф покажа, не Јосиф, самиот Син Божи постави модел за фамилија, кога избра во каква фамилија да биде одгледуван. Фамилија на послушни луѓе кои се доверуваат на Бог. Си мислам денес, ако беше тоа, во каква фамилија ќе избереше, се е тоа хипотетички, да. Меѓутоа овие раскази поттикнуваат такви прашања. Вчера бев на еден настан, каде што организација се грижи, настан на кој една организација се грижи за деца со попречености. Фамилии се собираат кои имаат маки, големи маки, многу емоции, плачат на тие собирања. Си мислам дали, ако Христос денеска не се родеше, во таква фамилија ќе решеше да се воплоти. Фамилија на родители кои се грижат за такви деца, зашто тие кои немаат такви деца не знаат што значи да имаш такво дете. Може братот Љупчо најдобро може да свати. Посветеност, жртвување. Тие луѓе жртвуваа многу, Јосиф и Марија за Христос. Не бараше Христос убави услови, кај ќе се роди. Тој можеше во златно кревече да се роди. Се роди во јасли, во штала, каде што имаше сено присобраа да го легнат. Но луѓето кои беа избрани праведни и послушни на Бог. Е тоа е најголемата вредност која ние можеме да ја дадеме на нашите деца. А Бог работи. Бог врши чудни нешта. Но за тоа се бара послушност. Многу пати нештата околу нас изгледаат неверојатни, чудни се, како бури околу нас. И во таквите ситуации послушноста ќе доведе до нешто добро, зашто сите тие ситуации се добрите за нас, најдобрите. Оваа ситуација на Марија и Јосиф во која се најдоа и буквално за Јосиф изгледаш како крај на една приказна, една брачна приказна, се претвори во нешто многу големо. Синот Божи беше во таа фамилија. Многу работи во нашиот живот, во тој Божи план може да изгледаат како бури, хаотични, безсмислени, Бог секогаш има голем план за оние кои се посветени и го слушат. Еднаш патувавме од Германија за Софија со авион. Така беше летот, од Келн, мислам, или Дизелдорф. Зима беше, Емануел, мислам, беше бебе. Снег, виулица, на излезот чекавме сати. Постојано го одложуваа летот. Прст пред око не се гледа. На крајот отворија вратата, отидовме сасим преку оние гейтови во авионот и чекавме пак. Го одмрзнува, неколку пати се мрзнуваше. И на крајот летна. Преку прозорците ништо не гледаш, само гледаш снегулки и како околу насекаде ги дува ветрот, силен ветер. Требаше се довериме на пилотот, дека знае како да не изведе од таа ситуација. 10 минути имаше турбуленции, по облаци влеговме и знаете ли во еден момент околу нас синило и сонце секаде околу тебе. Дори не можеш да си представиш дека само пред неколку минути си бил во виулица, страшна виулица.
Знаете како кога излезеш на таблаците, гледаш само сонце и гледаш под тебе бело. Тоа е довербата во Бог. Може да има виулици, бури, но верата во Господ, послушноста ни изведува секогаш во спокојството. Ни помага да видиме она што е над сите тие бури и виулици. Така постапија Јосиф и Марија. Послушноста, неодложната послушност. Словото предупредува, вели, денес е денот, не одлагај. Сега е часот, сега е момент. Кога ќе го чуеш Божиот глас, поканата за спасение, поверувај, довери му се. Побарај со вера, Господи, спаси ме, помоли се. А тој секогаш послушноста ја наградува со спасение. Врши големи работи. А нема поголема работа од тоа да станеш Божјото дете. Нека овој Божик донесе во нашите срца нов живот во Христос, во верата. За оние кои немаат спасителен живот, да се роди тој живот во Божјата благодат и милост преку вера. Оние што веруваат, да потекне на уште поголема послушност, на вистински вредности во животот, на вистинска доверба во Бог. Бог да ве благослови и да имате убави празници, а сега ќе се молиме. Татко Небесен, ти благодариме за примерот што ни го даваш преку Јосиф, кој иако некако во нашите умови е занемарен, иако некако е маргинализиран во периферијата, ни гледаме посветен човек. Пример. Ти си го избрал да биде таткото на Христос во човечка природа и твојот избор секогаш е совршен. И ти благодариме, Господи, за тој пример што го гледаме и се молиме Светиот Дух да ни помогне тие лекции ние да ги учиме и тоа да ги учиме како живот. Лекции кои ќе ги живееме и ќе бидат секојдневен наш избор, секојдневна наша пракса. Да бидеме луѓе кои се доверуваат во Тебе, зашто довербата секогаш води во послушност, неодложна послушност. Давај ни вера и во ситуациите кога околу нас нешто изгледаат безсмислени, кога сомнежите не напаѓаат, нека Твојот Дух поттикнува уште поголема вера. Се молиме, Господи, и ова време сега кога се говори за Тебе, за Твоето раѓање, да действа силно Твојот Дух. И да не бидат, Господи, тоа зборови кои само ќе водат кон форми, традиции, земни наслади, туку да има спасение. Ти да се раѓаш во срцето на луѓето за вечен живот. Преку тоа Твое раѓање и смрт на крстот и воскресение, многу луѓе да стигнат до вечен живот. Дај вера, Господи, во Македонија, изведи од темнината, од традицијата, од суеверието, таа вистинска вера која ќе спасува. Вера преку која што овој народ ќе стане Твој народ, Божи народ. Во името на Христос, воплотениот Син Божи, кој стана наш Господ и Спасител, се молиме за тоа. Амин. Амин. Ајде сега